Како сте, цекови? Па кај сте, бе, цекови? Па како сте, цекови? Па добро, дојдете во моето ново видео. Денеска ќе ви покажам како да направите тамнейл преку апликацијата PicsArt и како може да го објавите на YouTube и нели вашите видеа на YouTube да имат по квалитетно да ви се погледани, тоа што на YouTube ако немаш тамнейл нема луѓето да ти се интересират на видеото, ама ако имаш тамнейл, ќе видат као, вау, ова видео многу добро е да го уклучам и они ќе го уклучат и ќе имате така повеќе гледачи на вашето YouTube видео. Тоа еве денеска сум тука да ви покажам како да направите тамнейл и како да го објавите тоа како да ви е слика на YouTube видеото. Пред се, ова е специјал за 300 субскрайбери, значи имам 300 субскрайбери како што можете да видите. Значи, фала многу и идеме јако према 1000 субскрайбери и тоа е тоа. Ајде да почнеме. А пред тоа баш имам некои новости за вас. Значи, мали некои новости да не многу должам, али еве малце ќе ги покажам новостите, а тоа е ставив нови гумички на протезите, како што гледате, плави. Значи, зашто помина више еден месец од кога ги носам протезите, затоа треба да се сменат гумички и затоа сменив сега на плави и добро стојат, мислам дека. Втората работа што се деси е дека имам нови папагали, мислам 2 папагали под името Лаки и Лина се викаат. Значи, еве видео. Значи, еве тоа зеленото се вика Лина, а тоа белото се вика Лаки. Имам уште трета новост, а тоа е дека имам нови риби во аквариум седат, како што гледате, и имам купно 8, значи купно 8 риби и ги чувам, мислам вчера све се деси, али сега имав време да го снимам ова видео, вчера немав време да го снимав и плюс вчера не дојдов до 300 субскрайбери да го снимам видеото, али нема везе, сега го снимам и сега ќе ви покажам како да го направите тамнейлот и идеме со видеото. Значи имам стар телефон, тоа што на претходното видео го се снима со стариот телефон и не беше баш квалитетно, не беше како ова сега што е убаво, беше многу неубаво, затоа јас со овој телефон го направив тамнейлот, еве како изгледа сега тамнейлот, сигурно го видовте пред да го уклучите во видео, како ми имаше слика, али сега ќе ви покажам како да го направите тамнейлот. Океј, значи еве сме на овој телефон мојот и еве тука уклучувате PicsArt и еве одбирате слика, еве јас си имам оваа слика, одберам што правам вака, зашто еве сега ќе видите. И еве, и пример не ви изгледа добро и како да го направите ова. Пред се, идете тука кај Tools кај што пишува и идете кај Crop. И ќе изберете ова за YouTube, зашто така нема да ви биде добро, нема да биде до толку убаво и нема да биде добро на YouTube кога се уклучи. И еве вака ќе го направите и после идете исто пак на Tools и идете овде кај ова што пишува Scratch. Значи ќе правиме сега ваков тип на вакво на тамнейл. Значи еве вака му правите на ова, го правите што повеќе вака, знаете, за да биде по-добро. Значи еве, му правите, еве сега ова ќе го убрзам. И ете готово. И зашто нема да ви изгледа валјда вака, ќе го уклучите тука кај Effects и ќе идете Blur, тоа што Blur е као мене најдобро вакво. И затоа е така. И сега идете тука кај Shapes и ќе изберете квадрат или може кој сакате, али еве јас квадрат избрав. И идете тука кај Color и направите кај што како да ви е еднобојно ваквото. Еве пример јас ставив ваква виолетова боја и идам тука кај граните и розово вака направив за да биде како така повеќе, знаете, по-интересно и вака тука малце го правам како да биде посветло и потемна боја на виолетовото да биде подобро знели и еве вака. Си ја отвори вратата за тоа што е многу ладно тука и затоа, а јас сум по мајца,
Затоа така, нема везе. И сега идеме тука и кога сте готови више со ова, идете тука ке Multiply и го правите ова вака. Извинете што моите папагали цвичат. Затоа затворам брат. Шо, не. Тоа што папагалите викат не ќе да има папагали што викат на моето видео, затоа ете така и еве видиме. И кликате тука кеј apply кога сте готови со ова. И ете така. И идете после пак избирате вашата слика, нели? И идете пак ја прави. И овака јас го зголемувате како што да ви биде супер за видеото. И после идете тука ке cut out, значи кај што пишува cut out. И избирате тука person, као ваш, вие да се селектирате. И ако не ви е негде добро, еве можете вака да го поцртате, да ви е подобро исечено. Еве јас тука поцртував малце и да е скоро супер. И ето така, додека чекам да се поцрта, јас ќе се напијам малко какова не е спонзор, али баш е добра. Нема везе. Тука си поцртав уште малце. Вака. Ја мислам дека супер. Значи све е супер, уште малце нешто тука. Мислев да направам, али викам ајде да го направам, вака. Тука, ако сакате као да одземате, као да избришете, имате тука eraser, а тоа е гумата. И ете така, избришете и ете се готово. И вака изгледа више многу подобро. Нели, како што беше на почетокот, не беше баш добро и сега изгледа поинтересно и подобро. И ете така го направите вака и му ставите shadow или сенка на adjust до 100, значи светлата 100 и ова хоризонтално и вертикално као да биде ова. Го ставите 0,0 ако сакате вака, ако не другше некако, али нема везе, ја сакам вака. И сега идете тука ке stickers и пишете тука, нали, што сакате. Ја пишав PixArt, као да ми се појави ова као сликичка, нали, знаете, за оваа тема на видеото. И тука селектирам PixArt и тоа го местам добро да биде. Ето така. Малце поголемо и супер да го наместам. Така сега пак му правам shadow, така. Направи shadow на самиот себе, сега и на ова. И мислам да го направам и бордер, затоа што мислам дека поинтересно ќе биде со бордер и ето така му направив и бордер. И сега треба да пишете, нели, или ако сакате, ако не ќете, јас сега пишав thumbnail. Пишав thumbnail, што е така правилно, не ќе да пишам као thumbnail, многу глупо ќе изгледа, затоа вака thumbnail. И ето така, значи thumbnail, и вака го сколемувам да биде супер. И опа, малце сгрешив. Ако сгрешите, имате тука као undo или редо, ако сакате, и ете така го направите и ќе ви се врати се нормала. И еве thumbnail како го направив, еве супер. И малце вака, ако ви штрчи, не е ништо проблем, али нема везе. Еве сега тука си избирам као фонт. Најчесто јас на секој скоро видео ова го направам као Lemon Milk Pro Regular фонт, зашто најдобро ми стои на thumbnailите, највише ми се свиѓа. И еве се избираме боја да биде, нали, као повеќе интересно, плава ваква. Идеме кај гранит и плюс некоја као розевка или као некоја фиолетова и еве вака го правам и гранит, као да се познава као исто како да е логото на PixArt, да биде по-добро и поубаво. И сега идеме вака stroke и бело вака, исто како да биде како ова. И ете, мене до сега доста ми се свиѓа, еве као го вртам да видам дали е добро, али ја викам дека не е добро и не знам. И еве вака го вртев, али не знам, не ми свиѓаше, вака ми свиѓаше највише. Затоа еве вака си го направив. Му додадов и shadow, нели, затоа што без сенка
Мене не ми е добро баш ваквото. Ставя му додав и сенка. И ете apply. И малце тука го исекал, зашто прстот ми се познава. Дека ми е така. И еве вака му го направам. И еве сега е доста подобро за мен. И супер. Али, еве сега ќе марам, али мене не ми се свиѓаше баш и сакав и еве и јас да се направам као бордер, с тоа што заборив и као што гледате не е баш добро бордеров, као не ми се свиѓаше, еве пример тука имав као малце неубаво, еве сега го направив да е подобро и еве тука и кај косата, еве тука малце кај косата не ми е добро, со тоа и сега и вака си го направив и од другата страна, од косата и така малце си го направив и супер изгледаше после. И еве тука малце, значи треба да направите да бидете професионални со вашиот тамнейл, затоа вака да го направите, супер да биде. И еве тука не ми се свиѓаше баш и еве му направив вака нешто, малце eraser, ете вака, малце, зашто се познаваше као позадината, затоа не ќе да се познава и ете така изгледа подобро. Али пак мене не ми се свиѓаше ова као прстот што поминува, затоа што линијата или бордерот не беше баш добар, затоа текстот малце го смалив. И ете сега тука изгледаше многу подобро отколку преходно и ете така apply и еве готов е мојот thumbnail и е спремен за објавување. А нели, ако сакате да објавите вакво видео на вакво на YouTube и сакате thumbnail да ви е тука и не знаете како да го направите тоа, па не знам дали е ова баш само за iPhone или не, ама јас преку мојот телефон, зашто ми е iPhone, а преку Samsungов кога снимав не можев да го направам thumbnailот, затоа преку iPhone-ов можам и кликам таму ке плюсот на YouTube да го направам тоа, е тука ќе ви направам као плюсот го стискам и ќе објавам некое видео и следно кликам и еве пишува као некоја сликичка вака да ви даде и таму кликате кај сликичката и си избирате слика. А не знам дали е исто кај Android и iPhone, а мислам дека исто, не знам. И така можете да ви метнете thumbnail и да направите thumbnail и мислам дека ви помогнав во ова видео и ние се гледаме во следното видео, а до тогаш чао. Добра, ај дојди ваму. Кај си аутро? Нема везе, еве го аутрото. Чао.